конструктивна дебата и на самата комисија, каде што беше присутна како ваден представник и државниот секретар на Министерството за внатрешни работи. Имаше една конкретна забелешка дека глобите треба да се намалуваат, но сепак треба да се внимава на една работа, да истите тие глоби кои што се намалуваат да не ја загрозат националната и државна безбедност. Што подразбирам под тоа? Овие измени се со цел усогласување со законот на прекршоци, каде што навистина глобите се намалуваат. Конкретно во членот 26а, во ставовите 2 и 3, глобите се намалуваат од 2000 евра, од 2 до 3000 евра на 15 до 250 евра, што може да бидат лесно злоупотребени, конкретно од комисијата пред која кандидатите кои што сакаат да добијат лиценца за приватни детективи треба да полагаат. Тоа значи дека доколку комисијата одлучи еден кандидат да му дозволи да користи одредено помагало кое што би му помогнало полесно да го положи испитот за лиценца, наместо од 2 до 3000 евра би платиле од 15 до 250 евра, што на некој начин поттикнува вакво девијантно однесување. Исто така во измените во членот 26, во ставот 4, вели може да се санкционира од 15 до 250 евра, доколку не пријави кривично дело за кое што се гони по службена должност и доколку склучи договор со домашни или странски државни органи или политички партии. Ова значи дека овие сериозни нарушувања, кои што можеби се регулираат и по други закони, доколку сега се случат, самите тие лица ќе може да се повикаат на овој закон. И на комисијата сметам дека постигнавме одредена согласност и председателот Милет Алевски сметам дека може да се изјасни за тоа, дека треба да се намалуваат глобите, но сепак да не отидат спротивно на безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Треба да се внимава кај кои закони може да се примени ова намалување на глобите, кај кои закони не може да помине ова намалување со цел предизвикување на загрозување на општата безбедност на граѓаните на Република Македонија. Благодарам.